Опремата ја носевме на грб и така ќе го поминевме викендот или денот на Попова шапка, искачувајќи се и до највисокиот дел на Шарпланина. И обилуваше тоа со спуштање. Ќе се спуштиш и после едно половина саат треба да се искачиш пак на местото кај си стартувал. Па за разлика од денешниве услови за скијањето, во тоа време условите биле многу покомплицирани. Немало друга можност освен пешки и со коњи. Се користеле коњи заради носење на опремата скијачка што е до Шапка и се патувало по 3-4 часа од Тетово до Попова Шапка. Значи по таа пократка патека што е од Тетово до Попова Шапка, негде се идело 10-12 километри по зимски услови со големи снегови и морало со помош на коњи да се однесе опремата и да се иде пеш до Попова Шапка. Замислете кој ентузијазам бил тогаш и ова денеска во ова модерно време, кај што секој може со кола да се качи скоро до самата стаза за скијање. Првите 5 денари сум ги дал ја за 2 даски. За 2 даски. Сум ги чувал парите, алумински 5 денари. Се до денешниот ден, каде изобилува со сателитски опреми. И еве тука покрај мене ги имам првите, да речам, попрофесионални скии што мојот татко, бидејќи он бил и надпреварувач во скијање и учител и тренер, во тоа време бил и тренер на најдобриот скијач во Македонија Рефек Јаја, кој бил државен првак во Југославија. Он 10 години му бил тренер и селектор. Значи овие се први скии некаде од прилика 47 година се донесени во Македонија и овие се оригинал скии од Елан. Значи вака изгледале скиите после Втората светска војна со кои се скијало на Попова Шапка. Опремата во тоа време и оваа сегашнава ни приближно не се налик, значи се почнувало со дрвени скии, мене ми раскажувале постарите, дури во немање на скии од буриња даски правеле скии, импровизации, ни приближно ко оваа сега везови, него кутии со каиши ги вржувале кондурите скијачки, навидум скијачки, тие биле и обични кондури, чизми, цокули, со тоа скијале и ова до сега е неспоредливо. Меѓутоа, тој ентузијазам во тоа време и ова сега е навистина неописиво. Диме Флейта како смучарски клуб е создаден на 29 декември 1961 година. Згаснува со текот на времето, нели во тоа време и една држава згаснала, па не еден клуб. Диме Флейта бил фраер. Он е од она авангардна генерација на луѓе кои што го носат почетокот на скијањето во Македонија и верувам и пошироко. Диме Флейта безрезервно и со голема љубов настапувал кон се она што требало да се направи за Попова Шапка да добие на форма и да привлече поголем број на луѓе. За жал, некаде 54-та во јануари со одлука на државата да се пременува главниот највисок врв на Шарпланина од Турчин во Тито врв, се одлучува да се понесе таа чуена штафета и да врти околу Југославија, да појде од врв. Во тие зимски услови Диме Флейта бил заедно со една екипа на планинари од сите членови на планинарскиот клуб Љуботен биле селектирани како поискусни да се качуваат во тие услови нагоре. Во тоа време немало зимска рута, па иделе по на единствената што денес ја знаеме како летна. И доживуваат една голема трагедија, таква каква што минатото не забележало
во пишаната или во живата меморија. Во тој момент, кога губат животот Диме Флејта и Чанак, останатите успеваат да се спасат и тука губиме еден голем доаѓање на скијањето, еден голем човек. Мојот покоен татко, Бранко Хаджилевски Чајка, ја има оформено смучарски клуб во тоа време, така се вика, Диме Флејта. Подоцна преоѓа во скијачка школа. Значи, далечната 61 година, целта идејата негова била во тоа време да масовно се учат младите на скијање, а подоцна од тука да излезат надпреварувачи што би се надпреварувале во Македонија, па и пошироко во алпското скијање. Тек на времето, со популаризација на тој спорт, каде што веќе стотици деца доаѓале тука да вежбат, нормално се појавила и потребата да се соберат општествени сили, да се создаде овој објект кој што во минатото бил детското одмаралиште. Овој објект, покрај него можеме да видиме што останало од некогашниот детски ски лифт. За жал дојде некое ново време, модерно време. Во тоа време ова беше све ентузијасти, го работеа без надокнада парична, децата не плаќаја за тие школи, се беше организирано бесплатно. За жал подоцна некако сте стана комерцијално. Сега и денеска има школи на Шапка, меѓутоа ни приближно не се налик на таа школа. Сега идат еднодневно, скијат, децата плаќаат пари за да ги обучуваат, меѓутоа тоа другарство, тоа сплотеност, каде што сите деца беа заедно 15 дена на Шапка и сите едва и чекаат да дојде зимата за да имаат таа дружба, одеднаш се тоа некако се распадна, се распрска и за жал мислам дека цело Тетово и мислам и државата дека жали за една таква школа што имаше. Ја до затварањето бев, не се сеќавам сега. Настана бурни времења, се приориентира животот целосно наш. Малу се посвети внимание на Попова Шапка, да не речем се запусте ова живење кое беше присутно, останаа спомени. Тоа тогашно сеќавање што се случуваше, тоа беше една прекрасна историја за мене, која што влијаеше многу да заедно со своите содружници во објектот детското одморалиште, кои исто сите беа во таа школа со мене заедно, одлучивме да тоа одморалиште го возобновиме и со надеж да во престојната сезона и го пуштиме во работа. Идејата потекна од тоа што престојните сезони на Попова Шапка имаше школи за скијање, меѓутоа уделот на надпреварувачи многу слабо. Моите ќерки ни дадоа безрезервна поддршка во нашите идеи и практично добивме нивни изем за да можеме да го користиме името Диме Флејта. Меѓу првите запишани веќе членови за престојната сезона за школата Диме Флејта се и правнуците на Диме Флејта. Ние можеме само да се надеваме дека ќе направиме доволно за да ги следиме тие големи стапки на тие креатори, на тие создаватели на скијањето тука кај нас. Желбата ни е да постигнеме резултати на национално ниво и со надеж дека ќе допринесеме во една поширока слика во рамките на Македонската ски федерација, да учествуваме во неја и да настапуваме за Македонија и во границите.